Некој лек, додека сечеме кроми, да не плачеме во кујна. Почнам да ви љути кромидот, немој да трепкате со очите, пошто нормално Па како, поише па ќе ви плачеме, да. Да, ма затоа почетокот е, ако се поминат првите 5 секунди да остане со очи отворени, после немаш проблем. Што дека е скапа здравата храна? Не, напротив, јас сега од кога почнав да купувам здрава храна, сватив дека храната не е скапа, здравата храна никој не ја купува, затоа можеби не е скапа. Јас готвев 4 месеци без капка масло, не имавме дома едно шоличе масло, 6 месеци готвевме без масло дома. И јас, и сопругата, и децата, и сите. Се живее и така. Да, се живее, еден поевтино сме поминали. Да направиме нешто таа наша традиционална кујна, да ја сервираме на поубав начин, некои мали промени, декорации и така. Тоа е врвното тоа, во кулинарството, да знаете да избалансирате традиционалното со тоа. Што повеќе традиционалната кујна да ја застапуваме на нашите трпези, односно на ресторанска стол. Пробав да направам, тоа ќе го направам и со кире во брзо време, ќе направиме ванила сладолед со сува димена пипрака. Леле. И тоа малку љута да биде. Ги потсетам тие што идат да се забавуваат таму, дека некој позади нивната забава стои. Дека некој позади се поти и се мачи и треба некојаш да го ценат. Не треба ништо. Никогаш работите со пари не се купува, ама доволно е да влезе некој да дзирне из таа вратичка да рече многу ви благодарам дечки, све беше супер денес. Тоа е едно доволно, си дека ќе бидат среќни и задоволни.